Петочно издание на регионалните вести. Масовно верни на традицијата, православните верници во храмот Света Богородица во Тетово го чествуваа првиот петок по најголемиот христијански празник Воскресение Христово Великден. Празникот е познат меѓу народот како Источен петок Балаклија. 2 дни црквата Света Богородица во Тетово се чинеше претесна да ги прими сите верници кои сакаат да присуствуваат на богослужбите во чест на празникот Источен петок Балаклија. Одбележувањето на празникот во единствената црква во овој крај, подигната во слава и чест на чудесата на Мајката Божја, започнаа уште вчера попладне, кога стотици верници пристигнуваа во црквата која го чествуваше патрониот празник. Во текот на вечерната богослужба верниците се поклонуваа пред иконата на Пресвета Богородица, палеа свечи и се миропомазуваа. Според традицијата по богослужбата верниците остануваат во црковниот двор. Чествувањето на Источен петок продолжи утрово со воскресна литургија, чино начествувана од неговото високо преосвештенство митрополитот Тетовско-гостиварски господин Јосиф, а во сослужение на свештениците од Тетовското архиерејско наместништво. Благодата на нашиот Господ Исус Христос и љубовта на Бога и Отца и заедницата на Светиот Дух да бидат со сите вас. Да имаме срцата благодариме на Господа. Голем број верници пристигнуваа во црквата Света Богородица да ја оддадат почит на Мајката Божја за сите исцеленија и чудеса кои ги чини на светиот животворен извор. Пред присутните верници за значењето на празникот говореше протоиереј Ставрофор Благој Ацески, кој денес одбележа и личен јубилеј, повеќе од 20 години од неговата прва храмова служба, која се одржала токму во црквата Света Богородица во Тетово. Еден ден еден војник по име Лав, името кажува дека бил од Македонија. Јас не сум националиста, но кажувам, ако е наш, не е срамота тоа. Господ го дал да се роди кај нас. И одејќи така, откако завршила една битка тогашна, загинал во една шума. И во шумава сретнал уште една изгубена личност, еден слепороден. Тој бил многу жеден, а слепородниот па не знаел никај да оди сиромав. Го зел се сожалил и оделе така низ шумата густа, ги стемнило, ја преживеале ноќта без ништо да вкусат, ниту вода нашле да ја изгасат жет. Слушнал наеднаш глас женски. Оди, рече, уште малце, ќе најдиш вода. Напите се, изгаснете ја жета, а изми го овај човек на очите. И навистина, после кратко пешачење, стигнале до еден извор, го замил човекот, го знапоил и овај прогледал. И уште гласот му рекол, ти ќе станеш цар. И навистина, по известно време, станал цар на тогашната Римска империја. Подоцна овај цар паднал, се оддалечил. Кој е клал круната на глава, заборавил и на Бога и на се, јас сум рекол свешен. Се разболел од тешка неизлечива болест. Море лекари викал, тогашните сите специјалисти, последниот збор од науката медицинска не можеле да му помогнат. И се сетил на овај извор и ја пратил од постела неговата жена, Теофан. Му донесла вода, се напил, се замел, комплетно оздрав. Ова е едно од многобројните чуда. Ете вакви да ви зборувам уште цел ден чуда има настанати на овој денешен празник, на овој денешен извор, источник на целебната чудотворна вода, каде што најопипливо, најочигледно се манифестира и љубовта Божја, и љубовта на Мајката Божја кон секој оној кој што од срце ќе се помоли и ќе побара помош.
pa da se pomolime od srce, iskreno, so čista vera, so čist um i razum, so čisto srce na Majkata Božja, da se zastapi so svojite molitvi pred Boga, za Gospod da ne gi očisti grevovite, za Gospod da ne pomiluva, za Gospod obilno da ja daruva negovata ljubov kod nas i ne isceli od bolestite i sega i sekogaš i vosite vekovi. Amin. Hristos воскресе! Тетовци традицијата за овој празник ја негуваат многу години. Повозрасните се сведоци на разликите во самата традиција, кои ги донесувало и однесувало времето. Велат дека тие се менуваат, но не и нивната навика на овој ден да бидат во светиот храм Света Богородица. Празникот Источен петок Балаклија масовно беше прославен и во Гостивар. Традиционално централното празнување се одржа во градската црква Света Петка. Празникот посветен на Мајката Божја и нејзините чуда Источен петок масовно беше прославен и во Гостивар и Гостиварско. Црквата Света Петка традиционално е местото на централното празнување, каде утрово свештеници од Гостиварското архиерејско наместништво отслужија света литургија. Храмот го посетија голем број верници, дојдени да се поклонат пред иконите и да остават великденски јајца. Благословението Господово, милоста Негова да дојде на вас. Благословението Господово, милоста Негова да дојде на вас. Благословението Господово, милоста Негова да дојде на вас. Источен петок Балаклија е првиот ден петок по Великден, спаѓа во светлата недела и со него се оддава признание на Пресвета Богородица, поради тоа што непосредно по Великден нема друг празник поврзан со нејзиното име. На овој ден се празнува обновувањето на храмот на Богородица во Цариград, наречен Живоносен извор, поради чудотворниот извор со вода што се наоѓа во него. Освен во градската црква Света Петка, православните христијани со црковно-народни собири масовно го одбележаа денот и во селото Долно Јеловце. Карактеристично празнување има во мијачкото село Галичник, каде и селените галичани и жителите од долнореканските села ја посетуваат црквата Света Петка оддалечена 6 километри од селото и таму заеднички го слават овој ден. Приведен гостиварец во чиј дом полицијата пронашла дрога. Кражба во Гостивар и пожар во Тетово се дел од информациите на денешниот полициски билтен на СВР Тетово. Пронајдена дрога при претрес во домот и помошните простори на 26 годишен гостиварец. При претресот реализиран со судска наредба под скалите пред влезната врата, завиткани во тепих, пронајдени се едно најлонско ќесе со непозната кафена материја, во кое имало и 13 одделни пакувања, исто така со непозната темно кафена материја, најверојатно опојна дрога хашиш, како и дигитална вага. Во дворот пред куќата во дловнатината од оградниот зид пронајдено е најлонско ќесе со непозната тревлива материја, додека во помошна просторија најлонско ќесе со остатоци од таква материја, залепено со салотејп лента. Сето пронајдено во претресот е фотодокументирано и со потврда од земено за вештачење, а гостиварецот е приведен и задржан во полициската станица Гостивар за натамошна постапка. Од полицискиот билтен и информацијата за тешка кражба во куќа во Гостивар. Крадците го скршиле стаклото од прозорецот во кујната и од внатрешноста одзеле телевизор, куфер, 4 женски фустани, еден пар дими, женска чанта, неколку украси и една чешма. Нешто подоцна од земените предмети се пронајдени, а приведен и задржан е 20 годишникот Циглана поради сомнение дека е извршител на кражбата. Во Тетово пак пожар во пластичен контењер се проширили на паркиран автомобил при што опожарен е предниот дел од возилото, каросерија, мотор, електрична инсталација, ветробранско стакло, седишта и 2 гуми. Со интервенција на тетовските пожарникари огнот е локализиран. Нема повредени, а по извршениот увид ќе се утврдуваат причините за пожарот и вкупната материјална штета.
Вчера убиениот 30-годишник Джейваир М бил застрелан од 21-годишник додека разговарал со таткото и браќата на убиецот, соопшти МВР. Осомничениот пукал во противникот од нива во близината и го погодил со еден куршум. На убиството во селото Љуботен му претходила расправија и физички напад после сообраќаен прекршок кај кружниот тек во Бутел, соопшти МВР. Се случило околу 21 часот, а во 22:15 Джейваиринок жител на селото Раштански пат бил донесен во специјалната хируршка болница Свети Наум Охридски, но лекарите можеле само да констатираат смрт. По осомничениот убиец се трага, а на местото на убиството се откриени траги од крв и една чаура. Полицијата во полициска станица привела 4 лица на разговор, од кои се добиени сознанија дека убиецот е 21-годишниот ТБ од селото Љуботен. Учениците албанци и македонци по Платнево на протест кој се одржа на Тетовскиот плоштад и маршот по булеварот Илинденска побараа да се укине екстерното тестирање и новиот начин на полагање на државна матура. Тетовските средношколци од македонски и албански наставен јазик преку протест и марш по градските улици одлучија заедно да го искажат револтот од реформите во образованието. И понатаму меѓу македонската и албанската настава ќе се координираат активностите кои за чија цел е укинување на екстерното тестирање и враќање на стариот концепт за полагање на државната матура. Ние 9 месеца учимо, тој за 30 прашања сака да не тестира и да не става оценка на крај. Од средношколскиот пленум велат дека директорот и дел од професорите на економското училиште им забраниле на учениците да присуствуваат на денешниот протест, затворајќи ги вратите од училишниот двор. Вакви слични притисоци имало и во други средни училишта. Директорите им вика дека ќе ги извадат од школа, тоа ќе ги избришат од школа, се плашат. Бојкотот на наставата во тетовските училишта делумно се спроведува. Единствено во земјоделското училиште сите ученици редовно одат на часови. За ризиците доколку се управува со возило без положен возачки испит и валидна дозвола за тоа, денес пред тетовските матуранти од медицинското училиште говореа полициски службеници. Предавањето е во рамки на проектот "Не седнувај зад волан без возачка дозвола". Полициски службеници од СВР Тетово на средба со матуранти ги запознаа учениците со ризиците доколку се управува возило без положен возачки испит и валидна дозвола за тоа, но и со законските импликации доколку седнат зад волан без претходно да поседуваат теоретска и практична обука и успешно да ги завршат обуките. Предавањето е во рамките на превентивно-едукативниот проект "Не седнувај зад волан без возачка дозвола", а со кој ќе бидат опфатени ученици од завршната 4-та година. Овој проект се спроведува и реализира со учениците од средните училишта во градот, што сите матуранти ќе бидат опфатени со овој проект. Проектот е "Не управувај без возачка", односно пред да се стекне со право за управување и безбеден со мотор. Со ова им покажуваме на идните возачи да внимават на законската регулатива, односно им кажуваме казнената одредба како што е управување без возачка дозвола, возач аматер и управување под дејство на алкохол. И нормално и последиците кои доаѓаат од ваквите, односно ваков вид на прекршок. Има и такви што учествуваат во сообраќај пред да се стекнат со право за управување, односно без возачка дозвола. Меѓутоа, очигледно се гледа дека секоја година, од година до година се намалуваат бројките на сообраќајни незгоди, каде што имаме и како вкупно како бројка се намалува бројот на сообраќајни незгоди и последиците од како што се со загинати, со тешки телесни повреди, со лесни телесни повреди. Бројот се намалува. До сега вакви предавања веќе се одржаа во Тетовската гимназија и текстилното училиште, а до крајот на овој месец се планира да завршат и во сите други средни училишта во Тетово и во Гостивар. Дописникот на телевизија КИС од Гостивар Љупка Антеска утре ќе промовира својата нова стихозбирка "Лек за времето". Ова е втора збирка песни на Антеска по денодение, која ја објави 2012 година. Промоцијата ќе се одржи во Гостиварскиот центар за култура.
Утре во Центарот за култура Аснон во Гостивар ќе се одржи промоција на стихозбирката Лек за времето од новинарката на телевизија Кис Љупка Антеска. Во книгата се поместени 40 песни поделени во 3 целини. Стиховите допираат различна тематика, од критика и бунт против стегите на денешницата, преку филозофија на живеењето и вечните прашања, до љубовна лирика. Во рецензијата на збирката, поетесата Виолета Танчева-Златева пишува: како пасиониран собирач на букви и зборови, Љупка Антеска пишува за животот, за љубовта, вербата, непријателството, пријателството и пизмите што го обележуваат. Таа ги крши зборовите меѓу заби како ореви со голи раце. Од тие зборови ореви се ткаат песните, вистински мали ризници на искреноста кон себе и кон светот, на вербата и оптимизмот, со свежи и неочекувани пресврти, со толку необични метафори и споредби, што се доживуваат како освежително ветрена летна горештина. Уредник на стихозбирката е Снежана Стојчевска, а издавач Центарот за култура од Гостивар. На националниот конкурс за поетска книга во ракопис Бели мукри 2014 од Домот на култура Кочо Рацин Скопје, Лек за времето беше наградена со втора награда. Промоцијата започнува во 18 часот и 30 минути и ќе биде исполнета со поетски перформанс и анплакт музика. Поканети се сите љубители на поезијата. Американскиот заменик помошник на државниот секретар за Европа и за Азија Хојт Хи вели дека власта треба сериозно да ги земе предвид обвинувањата на опозицијата за прислушувањето, исто како што таа ги сваќа обвинувањата кон лидерот на опозицијата Зоран Заев. По средбата со премиерот Никола Груевски тој изјави дека во кризата треба да се разгледуваат повеќе аспекти и елементи. Особено важен аспект е можната корупција, можното влијание на владата врз медиумите, можните изборни злоупотреби и други можни злоупотреби на моќта на власта, рече Ројт. Тој потенцираше: во оваа криза постои правен процес кој е почнат за да се пронајде одговорноста за снимањето или за објавувањето на снимките. Тоа е важен аспект и го почитуваме, но има прашање за злоупотреба на овластувањата на владата. Тие исто така мора да се процесираат. Бараме од владата и од институциите да ги земат обвинувањата и инсинуациите за злоупотреби, можно нелегално однесување многу сериозно, барем исто толку сериозно колку што ги зема обвинувањата против лидерот на опозицијата, господинот Заев. Тој додаде од ИСАД се надеваат дека опозицијата ќе може да се врати во парламентот што е можно побрзо за да ја игра својата демократска улога за која избрана да ја има. Народниот правобранител Иџет Мемети на денешната средба со заменик помошникот државен секретар на САД за Европа и за Азија Хојт Брајан Ји разговарале за актуелната состојба во општеството со посебен акцент на човековите слободи и права, соопшти кабинетот на правобранителот. Двајцата соговорници изразиле загриженост поради прекршувањето на правото на приватност со масовно прислушување и сериозноста од последиците кои можат да произлезат од евентуалното нерасчистување на случајот. Српскиот претседател Томислав Николич ја откажа официјалната посета на Ватикан откако неговиот авион мораше да се врати во Белград поради проблеми со моторот. Кабинетот за односи со јавноста на владата соопшти дека моторот претрпел технички проблеми, но авионот слетел безбедно на белградскиот аеродром. Авионот кој е произведен во 1981 година има историја на проблеми кои ја зголемија загриженоста за неговата безбедност. Посетата на Николич според властите била во насока на почитување на добрите односи меѓу Ватикан и Србија. Италијанската полиција објавила дека муслиманите кои биле меѓу имигрантите на брод од Либија фрлиле 12 сопатници во морето. Полицијата уапсила 15 лица поради сомнеж дека сопатниците ги фрлале во море само поради тоа што биле христијани.
Група од 105 лица тргнала во вторникот на Гумен Чамец од Либија. За време на патувањето преку Средоземното море, група муслимани од брегот на Слоновата коска, Мали и Сенегал фрлиле 12 лица во море. Другите патници кажале дека остро се спротивставиле на фрлањето во море и формирале човечки синџир. Лицата што биле фрлени во море се од Нигерија и од Гана. Откако италијанската полиција го пресретнала Чамецот, насилниците биле уапсени и одведени во Палермо. Сирискиот претседател Башар ал-Асад денеска изјави дека турската војна и логистичка поддршка е главниот фактор што им помогна на бунтовниците да го заземат северозападниот град Идлиб, што до минатиот месец беше под владина контрола. Идлиб, што се наоѓа во близина на границата со Турција, е вториот главен град на една сириска провинција, што во текот на граѓанската војна во изминатите 4 години паѓа во рацете на бунтовниците. Портпаролот на Турското министерство за надворешни работи Тансу Биглиц за британските медиуми изјави дека не е вистина дека Турција учествувала во офанзивата на Идлиб и дека наводите на сириските власти не треба да се земаат сериозно. Кинеската новинарка Гао Јие е осудена на 7 години затвор и лишување од политичките права во текот на 1 година поради оддавање државна тајна. Соопшти денеска суд во Пекинг. 71 годишната Гао Јие беше уапсена во мај 2014 година под сомнение дека во странство пренела тајни партиски документи. Во 1994 година Гао била осудена на 6 години затвор за слично обвинение. Британските медиуми забележуваат дека активистите за правата на човекот го осудија апсењето на Гао и процесот против неа, што според нив е доказ за проширување на репресиите против неистомислениците. Силната снежна бура во американската сојузна држава Вајоминг предизвика масовна сообраќајна несреќа во која учествувале околу 70 автомобили. Во судирот се повредени 22 лица, од кои 20 се префрлени во болница. Ниту еден од повредените не е животно загрозен. Заради несреќата беше запрено движењето по автопатот што ги поврзува Вајоминг и државите Небраска и Јута. Времето денес беше сончево со мала до умерена локална облачност. Дуваше умерен повремено засилен ветер од југозападен правец. Утринската температура се движеше од 7 до 13, а дневната од 15 до 24 степени Целзиусови. Утре ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност, а кон крајот на денот ќе има развој на нестабилна локална облачност, проследена со краткотраен пороен дожд и грмежи. Ноќта спрема недела ќе се спушта постуден воздух и ќе предизвика нагло паѓање на температурата. Утринските температури ќе се движат од 6 до 12, а дневната од 14 до 24 степени Целзиусови. Овде ги завршуваме денешните регионални вести. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.